Добро вечер, почитувани. Вие сте на вистинската фреквенција, еден телевизија. Јас сум Јадранка Костова, уредник на денот, како и секој петок вообичаено. За овој отворен појас од 22 часот бев на вистинска мака како да ја направам промонајавата. Бидејќи мојот гостин не е познат на пошироката јавност. Може би на верните читатели на Фокус, кои во изминативе 7-8 години во неколку наврати можеле да го сретнат неговото име. Меѓутоа, темата за која ќе зборуваме и за настаните што ќе зборуваме, сега ги насловив како ВМРО-вски махинации со партискиот имот, а промонајавата одеше дека после 6 години закани, уцени, физички напади, циркусијада во судството, ВМРО-ДПМН му го зема деловниот простор, а фирмата ја префрла на офшор компанија по налог на фамилијата. Ќе зборуваме за скандалот Македонска банка, за тужбата што мојот гостин ја покренува приватна тужба против Јово Вангеловски како негов адвокат во некое време порано, и ќе дојдеме до оној најнов момент, а тоа се допирните точки, односно тоа што веќе специјалното јавно обвинителство делумно добива материјали за овој случај. Мојот гостин вечерва е Александар Бежовски. Добро вечер. Добро вечер. Дипломиран правник, магистар по меѓународно право, сега работи како адвокат. Да. Бежовски, мислам дека е толку компликувана целава, како да кажам, голгота низ која поминуваш, што мораме да идеме од почеток, онака лека полека, за да еден обичен гледач ги разбере. Па добро, голготата заврши 2012-та, дополнително прекина 2012-та со експлозија на бомбите. Так. И друго е веќе приказ на добраза на ТВ. Така, бидејќи станува збор, јас истражував многу за партискиот имот на ВМРО-ДПМН, така некако дојдов ми во контакт. Да. Но твоите први изјави што ги некаде 2007 или која година беше малку шкрт во изјавите и се надеваше во правната држава. Но вака да одиме поред. Приказната почнува нели многу поодамна, ти си член во тоа време на ВМРО-ДПМН. Да. Од младинската организација. Младинската. Ти се вработуваш, на ти преоѓам зашто сепак те знам нели со... Се знаеме долго време така. од се вработуваш во Министерството за внатрешни работи кога Доста Димовска е министар, да, така? како советник на министерот за внатрешни работи за евроинтеграција. За евроинтеграција. Да, во 2000-та година. 2000-та. Претходно Со почетокот на преговорите за стабилизација и асоциација со Европската унија. Пред таа 2000-та си активен во партијата. Да, работев на кампањата 98 и 99-та на кампањата за избор на Борис Трајковски за председател. Така. После тоа 2000-та се вработувам во МВР. Значи ти си партиски кадар таму. Да. И сега доаѓаме, морам да објаснам од каде нели стапивме во контакт, а тоа е во истражувањето на движењата на имотот што партијата ВМРО-ДПМН ги купуваше на ангро од 1998 до 2002, кога премиер е Лјупчо Ѓорѓевски. Значи партијата купуваше фабрики, печатници, земјоделски земјишта и деловни тоа што не. Меѓутоа негде 2000-2001 Павле Трајанов како претседател на Демократски сојуз пред Уставниот суд покрена постапка и Уставниот суд пресече дека партиите не може да остваруваат приход од имот кој што го поседуваат. А имотот беше со идеја нели да се прибави и да се издава за да партијата остварува приход нели за своето нормално работење. Така Бежовски, но мојот предиск беше од каде ВМРО-ДПМН толку многу пари имаше за да купува толку многу. Па сега тоа не знам. Јас покасно се приклучувам, значи јас се приклучувам во фирмата 2003 година. Така, значи цела година е више во тоа време паднато ВМРО од власт. Функционерите се во прогон. Да, но да идеме вака. Јас ми беше исто енигма како ВМРО-ДПМН потоа се ослободува до тој имот. Тука дојдов до податок дека партијата склучува договори за дар. Да, со физички лица и со фирми. И со фирми кои како што е една ова, како што е Турист Линија. Сега, станува збор за фирма
Турист линеја, така. Во тоа време се викаше Турист линеја. Да. Управник е еден кичевчанец од партијата. Да, благајник беше на партијата, избран исто на Конгресот кога беше избран Никола Груевски во надзорен одбор. Така тоа е прилично нели висока функција. Таа фирма поседува недвижен деловен простор во епицентарот на Скопје. Да. И тоа деловен простор што се проценуваше околу 700-800.000 евра. Не, тоа е објектот кој што е поклонет од ВМРО ДПМН се проценува на таа. Значи ВМРО ДПМН со таа фирма Турист линеја склучува договор за дар и го подарува тој деловен простор. Го подарува, да. Зошто во 2003 ти се вклучуваш ја презимаш таа фирма? Па видете вака, јас бев пријател со Сашо Андоновски од тоа време, кој што е управител и еден од представник, содружник уствари во фирмата, и преку разговори дојдовме до податок дека фирмата има тешкоти во работењето, дека е прогонувана од тогашната актуелна власт. Значи 2003 зборуваме, 2002 ВМРО ги губи изборите, СДСМ доаѓа на власт. Нели тогаш се случува промена, некој политички прогон, реален, нереален, тоа не знаеме дали е. Јас после конгресот на ВМРО ДПМН во 2003 буквално ја преземам партијата, фирмата, компанијата. Летото 2003 направив една моја анализа due diligence, што би се рекло, кои се обврските по барувањата на фирмата, објектите со кои што се располага, дали се издадени, така натаму, согледувам дека има услови да се работи, објектите не се замрзнати, фирмата не е под истрага, ништо нема незаконски. Добро, но и ти си избран од партијата да ја преземеш. Па добро, нормално, јас сум човек од партијата, кој што работел и кај министерот за внатрешни работи. Кој е крило бара од тебе да ја преземеш ова? Па толку не бев воопште упатен у крилата, ама тогаш, значи, таму целото раководство е комплетен хаос, затоа што имаме у притвор многу високи раководители од партијата, како сега, како едно дежаву сега што видовме, по 3-4 месеца тие се задржа. И од мене директно побара Сашо Андоновски со образложение дека он има одврзани раце и од двајцата преседатели, преседателот Груевски и почесниот преседател Георгиевски. Ти да ја преземеш фирма. Добро, влегуваш во фирмата. Јас влегувам како управител, но не и уделот. Во септември 2003 давам отказ во царина и ја преземам фирмата и почнам со работа. Ама го менуваш името на фирмата? Па да, еден од условите за да ја преземам фирмата беше за да се работи законски, да се промени името, за да се изгуби тој лош имидж во јавноста кој што имаше фирмата како партиска фирма, и мојата обврска беше да тој имот успеам да го департизирам на некој начин. Имаше ли обврски кон некакви луѓе од партијата? Значи имаше не обврски, беа вработени, таму примаа плата, користеа возила. Кој? Па Војо Михајловски и Ламбер Нудов, кои што подосна се испостави дека се реални собственици, затоа што собственоста беше скриена кај нотар, а како собственик, како собир на содружници со фигурираа Сашо и уште едно друго лице. Сега, интересно е кога доаѓа до раскол меѓу Георгиевски и Груевски, некаде како Груевски ја презима партија. Значи вака сега во септември месец, мислам дека е тоа 2004, расколот буквално го најавив јас, затоа што партијата користеше прес-центар во тоа време во зградата позната како Доста на Елисија Поповски во Црниче, и побара од мене да однесам писмо, го однесов писмото кај Милеја Накиевски, и со тоа беше најавен расколот кога побарав они да го напуштат тој деловен простор. Го примија писмото, нели имам печатот, тоа го напуштија просторот и се најави Груевски и групава да го напуштат. Да го напуштат просторот, и со тоа буквално се најавува расколот во партијата. Значи се до тој момент и двајцата се во истата стара жолта зграда. Така. Но расколот се случува потоа. Да, тоа е како најава. Сега, доаѓаме до моментот кога ВМРО ДПМН покренува тужба против веќе фирмата Sonic Estate. Sonic Estate, да, и веќе сум јас собственик на уделот. Така, да го раскинат договорот за дар. Да, затоа што во договорот за дар има клаузула каде што пишува дека ако фирмата престане да постои или се поведе стечај, ВМРО ДПМН ќе си го поврати
дарот. Сега, кога се враќа ВМРО ДПМН на власт, 2006-та, Да, 2006. што се случува, значи, 2005 е поднесена тужбата, јас не знам, немало обид за достава, веројатно судството тогаш не било толку под притисок на ВМРО ДПМН, пробале да ме достават, јас често патував во САД, така да веројатно не ме нашле, па нит се обиделе веројатно да достават. Сега во 2007 година, пошто пробале неколку пати да ми го достават на адреса на фирмата, не успеале, ми ја доставија тужбата на домашна адреса. А зошто ти одбиваш да го раскинеш договорот, бидејќи факт е дека е тоа имот на партијата кој е, нели, даден на една компанија. Колку е тоа се законски, не навлегувам, но... Па не, видете, јас, значи, тогаш се уште бев поблизок со страната на Љупчо Георгиевски. Он тврдеше дека нели партијата Никола му ја зел неправно, така натаму, нели се ли неговиот проект и идеја да се врати во политиката преку негово рушење, кое што можеби и денеска ги слушаме како муабети дека се пресликува, дека е актуелниот председател стечаен управник, така натаму, нели сега да не го шириме муабетот, ама од принцип се пресликуваат работите од 2002 и сега. Така, дали главниот проблем за сите понатамочни проблеми што ќе ги имаш, кај што велиш и закан, ќе дојдеме и до тоа закани физички напади, уцени и слично. Тоа е откривање на скандалозни сделки на таа фирма пред ти да бидеш управител со Македонска банка, каде што ВМРО ДПМН нели имаше некакви удари акции. Не, ама јас немав намера ништо да откриам, него јас си работев законски, си поднесов тужба за тој деловен простор што го спомнувате за Македонска банка. Тоа е посебно интересно што јас навистина ми требаше време да го разберам, па еве да се обидеме. Што таа фирма, компанија, кај што си управител, таа мала фирма, нели? Добро. Какви се деловните односи со Македонска банка? Ова за мене навистина ми беше куриозитетно. На 24 јуни 2002 година, тоа е неколку месеци пред изборите 2002. Фирмата Турис Линеа купува недвижен имот од Македонска банка, 1500 метри квадратни. Нешто, 1521, точно се не се сеќавам. За 3,7 милиони евра. Според договорот, условите се уште поинтересни, Турис Линеа требало да ја плати првата рата од 800.000 евра, и тоа во рок од една година, а потоа наредните рати да ги исплаќа наредните 19 години. Тоа е еден вид договор за кредит, кој што го подпишале тогашниот управител и Македонска банка. Но, ако е ова на 24 јуни, она ше уште позабавно. Следниот ден, откако Турис Линеа купува недвижен имот од Македонска банка, на 25 јуни, тој деловен простор, Турис Линеа го издава, склучува договор со Македонска банка да го издаде под закуп на Македонска банка. За 10.000 евра месечна кирија. Која е економската логика? Има уште, но ајде. Видете сега, тоа е малце покомплицирано. Економската логика е дека банката има проблем. Идејата да се формира фирма со голем имот, банката е неликвидна и целата загуба уствари е книжена на вредноста на просторот кој што добива баснословна сума од 5.000 евра квадрат. Сега, за да они во моментот покажат ликвидност, прават договор за купопродажба, кој што реално е фиктивен, банката дава кредит за незин деловен простор. Не сме дошли до кредитот. Ова е во јуни. Па даде кредит. Ден за ден е кредит, тогаш се дава на банката, фиктивен кредит, банката сама себе си дава кредит, се подпишува договор, се повлекуваат 800.000 евра незаконски од УЈП, затоа што прво банката требало да ги уплати па да ги повлече фирмата, овдека е направено обратно, фирмата ги повлекла парите, па после се уплатени и се сменува власта. Тоа е септември, се истата фирма Турис Линеа, овој изделовен простор го става под хипотека во Македонска банка. За тоа зборував, можеме. А затоа реков, тоа се случува по смената на власта. Да, подоцна е, веројатно. Се сомневате дека воопшто е земен кредитот? Дека е Не, па нема кредит затоа што банката... Па зошто е ставено под хипотека? Па банката мора да го оправда пласманот, значи деловен простор за да помине
сите процедури во катастар, во управа за приходи мора да биде покажано некој начин на исплата на просторот. 2003 вие сте веќе влезени. 2003 Кога влегува, во кој месец? септември, ова е се Добро. завршено тогаш. Ја постфестум Февруари го дознавам со текот на 2003 работата. сега склучуваат договор за раскинување на договорот за купопродажба. Договор за раскинување е склучен затоа што веќе УЈП има нов директор. Гледаат дека документите не се во ред, поднесуваат кривична пријава и менаџментот на банката бара излезно решение и во договор веројатно со претходниот управител се договараат да потпишат договор за раскинување на договорот за купопродажба. И фирмата во која вие подоцна влегувате треба да врати на УЈП 800.000 евра. Да, доаѓаме. 800.000 евра треба да врати, но правно гледано од анализата што ја направив, немаше никаков проблем ако банката беше ликвидна, но проблемот што ми беше образложен покасно беше дека банката е неликвидна и во моментот ги нема тие средства. Јас реков, добро, ако ги немате тие средства, ќе поднесам тужба. Тогаш поднесуваме тужба према банката. Значи, ова е веќе Sonic Estate. Sonic Estate, јас сум управител. И заедно го земаш за адвокат. Па добро, од партијата ми беа посочени двајца адвокати што треба да работам со нив, Серјожа Марков и Јово Вангеловски, исто познат како во јавноста превар или дубара. Значи, мислам има меѓу Серјожа Марков и Јово така излегува, некако ме насочуваат повеќе да се работувам со Јово Вангеловски. И го земаш Јово Вангеловски. Го земам Јово Вангеловски. И како се одвива судската поставка? Вака сега, до 2007 година, значи се одвива се нормално. До 2006 година знаеме дека СДС е на власт. Немам никакви турбуленции, нема никакви уцени, никакви закани, никакви нереални барања. Двете крила у ВМРО ДПМН, значи постапуваат многу рационално, многу нормално, како да објаснам реал. Реален е раст судирот во двете крила? Изгледаше реален, но подоцна дознав и вгостував една емисија каде што веќе во 2010 кај што ги искажав сомнежите дека Груевски и Георгиевски се во тајна коалиција што се покажа на неколку наврати, кога му обезбедуваше пратеници и други некои слични работи, кога ќе дојдеше во криза со коалиционите партнери, затоа што ВМРО Народна имаше не близу ни 13 пратеници. Така. Но еве го водиш судскиот процес, бидејќи всушност ти веќе како управител на фирмата треба 800.000 евра да вратиш на државата. Да, фирмата треба да врати. Што се случува, бидејќи, како што веќе најавувам во тоа, ти потоа ќе поднесеш приватна тоа тужба? Тоа е во 2009 приватна кривична тужба, член 252 од ЗКП за злоупотреба на доверба од страна на адвокат. За адвокатската канцеларија на Јово Вангеловски. И за Јово Вангеловски за Како дојде за да се покрене таа приватна тужба? тужба? Вака сега, значи до 2007 година ви кажувам Да, ти кажуваше дека веруваш во Да. судство, Не во судството, верувам и во адвокатот, имаме нормална соработка. Сега во 2007 година бев тој период во Америка нешто и добив телефонски повик така невообичаен од Јово Вангеловски да ме праша кај сум, што сум. Тогаш имало нешто, некој оглас од Македонска банка, не знам точно што беше, не можам да се сетам, нели е поминато многу време. И мене ми стана сомнително зошто би ме барал. Тоа негде беше мај-јуни 2007 година. Кога се вратив, јас, што се вика, се симнувам од аеродром, го барам да се видиме, да видиме до кај е предметот, не ми одговараше на повиците. Исто и адвокатката која што работеше во неговата канцеларија. И решив да направам увид. Не решив, него тоа го направив веднаш, напишав едно барање. Значи, адвокатската канцеларија не ти Не ми одговара? одговараше. Таа дури никогаш не ми ги ни врати записниците, и материјалите од предметот и се што имав дадено. И сега јас кога направив увид, јас видов дека адвокатката некаде во март месец не се појавила на ручиште. Судиката донела решение дека се смета тужбата дека е повлечена, а тужбата, рачунете, е во вредност од 246 милиони денари и автоматски судиката донела решение дека се смета за повлечена, адвокатката поднела погрешен правен лек. Намерно, случајно? Па, сега е веројатно намерно, наместо да бара враќање во поранешна состојба, поднесува жалба до апелација
И тоа ја го откривам скоро 4 месеци покасно. Значи 4 месеци не те известуваат? Ништо не ми известува дека не се појавила на рочиште, дека поднеле жалба, погрешен правен лек, ништо. Значи немам конкретно, се е под контрола, одложено, неодложено, не се појавиле. И така натаму. Во момент го зимам полномошното и размислам што ќе правам понатаму, пуштам дописи. Добро, во меѓувреме се обидов да се сретнам со сите скоро од партијата, што беа поврзани со таа работа, со адвокатот, најдов на затворени врати и тогаш почна да се сомневам дека, не да се сомневам, него видов дека има основни сомненија дека моето име ќе се искористи за перење на пари. Јас ги опоменав луѓево дека ова е сериозно нешто, дека вака не може понатаму дојде, дека ќе ги известам надлежните институции. Го зедов полномошното на адвокатот, известив, се обидов да стапам во контакти со председателот на апелација во врска со предметов, Виолета Дума беше во тоа време, не успеав да стапам во контакт, пуштив дописи до Уставен суд, представки во судски совет, секаде, и единствено во обвинителство побарав и се сретнав со обвинителка која што е сега актуелна и поднесов писмен поднесок до гувернерот на Народна банка во тоа време, заедно со доказите за кои што пишував дека се сомневам дека Македонска банка е вклучена во незаконски действија. Но во меѓувреме знаете дека Македонска банка имаше некои дубиози во врска со акциите, имаше задолжение од гувернерот да исправи некои работи кои што веројатно беа поврзани со ликвидноста, со капиталот, со собственоста и беше раздробена собственоста на банката преку некои фиктивни фирми. Сето ова како комплексна настани, веројатно мојот допис, представка како да наречам до гувернерот, придонесе да одлучи да ликвидира банката веќе во октомври, мислам дека беше 2007 година. Така, Бежовски, како што велиш да го инволвираат твоето име во перење на пари. Сте педеле пари преку Македонска банка и фирмава... Па не, видете вака сега. Фирмата има, прво имаме одлука на Уставен суд, лоши миш дека е партиска фирма. Тоа лошо се одразува... Ами ти си партиски човек кој влегуваш во фирмата. Во ред, ама јас добивам задача да департизирам фирмата, значи да работи на пазарни основи и да се исчистат тие муабети и дубиози кои е собственик и што е собственик. Но коректно дека е тоа имот на партијата кој е значи, представен, зашто доброволно не го враќаш? Значи јас им кажу, се обидувам 2006 година да стапам, затоа што сепак формално правно ВМРО ДПМН е без разлика кој е председател, собственик, реално уствари собственик на имотот, скриен собственик да кажеме. Де факто, не де јуре, ајде да... Да, 2006 година остварувам контакти. Тогаш е веќе кажам имињата Гордана Јанкуловска, која е секретар, застапник на тужбата, нели, од ВМРО ДПМН, во тоа време актуелен министер за внатрешни работи, Мартин Протуѓер, Миле Јанакиевски и Владимир Мијалков се на средба во владата, каде што јас им ја понудувам фирмата да ја земат, да си одредат човек, да му ги препиша моделите и јас да завршам тука. Ми кажуваат дека треба да размислат, да видат стратешки како ќе им се одразило на рейтингот на партијата, после известно време Владко Мијалков ме вика и ми кажува дека они не се заинтересирани за дубиозите што се правени криминалци нели од НП што правеле тоа беше уствари фабулата од тоа време дека народно се криминалците, дека се честните и после се покажа дека е тоа дел од еден заговор за да му се направи на Груевски чист терен, да може да премине бариерата на Љупчо Георгиевски од 300.000 гласа на избори. Така, не постоеше друг начин да се тргнеш од сето тоа? Па немаше, затоа што требаше да ги префрлам уделите. А што ќе беше, партијата те тужи? Добра. Ја тужи фирмата, не. Ја тужи фирмата, подпишана беше Гордана Јанкуловска, јас го имам документот, така? Па даде и Гордана Јанкуловска даде изјава 2006 година дека партијата е во Милка Смилевска тогаш. Во акција дека се за повраток на партискиот имот и не сум само јас под притисок. Јас имав храброст ради тоа што ми се случуваше да излезам во јавност за да се заштитам на некој начин. И многу други луѓе што не ја споделиле својата голгота со јавноста, таа дури поминали полошо во истава ситуација. Затоа што сознание конкретно нешто? Па има некои муабети кои што
сите ги знаат, не се точно докажани, можеби не може ни да се докажат, Да, но веројатно така, има насоки у бомбите. Но зошто ВМРО ДПМН инсистира судскиот процес да трае за да го земат? Па не, затоа што у принцип имотов што е останат ќе биде испран и изгубен трагот на било каква поврзаност со ВМРО ДПМН ако помине преку филтерот на Македонска банка. Затоа што Македонска банка кога би ме одвела во стечај како што беше идејата, а и покасно со писмо ликвидаторот пишува на судот дека Соник Естейт должи 69 милиони денари и толку вреди реално имотот што остана во фирмата. Кога почнуваат заканите, физичките напади, уцените? Вака сега, сите овие работи... Кога доаѓа до присвртот тоа, нели имаш средби, разговарате? Јас нормално живеам се до моментот на ликвидација на Македонска банка. Со денот на објавувањето на ликвидацијата, тие групации кои што сега се определени или неопределени, резонираат и сваќаат. Значи, тие мастермајндови што го смислиле ова, сваќаат дека јас како Соник Естейт ќе ја преживеам Македонска банка и имотот ќе ми остане чист. А ние во меѓувреме сме ги нарушиле меѓусебните односи како со Груевски, така и со Георгиевски. И сите нели луѓе околу. Сега, во тој момент некои од нив реагираат поприсебно, некои неприсебно и се обидуваат да со уцени закани да ме насочат да го префрлам уделот на определени луѓе. Со име и презиме определени? Да. И тогаш и првиот. Од партијата или? Па не се сега у партија, значи не знам кој кај е, некој у НП, некој е у ВМРО ДПМН. Но дојдовме до само ова. Некој се смета дека е заслужен, па го бара тоа назад у тој контекст. Значи ќе продолжиме ова но што стана со приватната тужба против Вака не, тужбата, приватна кривична тужба е во 2009 година, не сме дојдени до таму. Значи, јас гледам за колку време може да застаре од настанот кога е поднесена, кога е направена таа дубара, да кажам, на суд и сега рачунам времето од 2 години колку што застарува тоа дело и тогаш го поднесувам. Сега после со самото поднесување исто има многу интересни работи. Тогашниот адвокат или советник што ми беше, ми викаше никако да не поднесам. Добив имејл од конкретна личност која што е запозната многу добро со приликите во судството од кога стана Вангеловски, дали ти знаеш со кого си имаш работа. Тогаш, јас, пошто веќе беше сериозна работа... Вангеловски е веќе председател на Врховен? Председател, значи, мојот адвокат, сега гледате, наеднаш, станува председател на Врховен, ама ние сме во лоши односи. А он има прекар дубара, у принцип, превар. И тебе те советуваат, не знаеш со кој си имаш работа, да не ја покриваш тужбата. Да не ја поднесувам кривичната тужба, но тужбата која е поднесена не е земена во работа, но беше намера да се каже дека јас нема така да се откажам од тоа што е направена штетата со тужбата во Македонска банка. Добро, и сега како идат заканите понатаму? Има и физички напади. Да, има неколку физички напади, сепак сум прилично спремен и се одбранив, пријави во полиција. Добро, одиш, што пријавени се во полиција? Што Гордан Јанкуловски е министер за внатрешни. Да, и неја лично имам пријавено, значи сме разговарале на случајот, дигаат раменици. Не си ја пријавил, си и пријавил, веројатно. Да. Меѓу другото. И сега гледате, одам јас во полиција, они ми викаат, јас имав некоја пукнатина на рака, имав записник од лекар, значи белешка, и ме гледа полицајецот и вика, па тебе не ти е ништо на лицето, вика, што си паднал нешто, наркомани у нас, кај живееш у Ново Лисиче, па има наркомани таму, па не знаеш кој е, па што возило возиш. И сега целата работа он гледа да насочи како некои локални бандити сакаат нешто да се пресметаат со мене или така. Добро. Но записник реален нема никаков. Какви други закани или уцени си одел во вака сега министри, пробав да го, значи се обидував да го сретнам и Груевски. Груевски успеав да го сретнам таа дури во 2009 година, од кога се случи еден куп работи и целиот предмет поради заканите што ги добивав, го пријави во американската амбасада. Да појасниме дека имаш американско државјанство. Да, имам американско државјанство. Тогаш, од кога сватија дека нема може така лесно да одат тие закани, уцени и остали и други нели
како ги кажуваат тие методи кои што ги применуваа во бомбите и ги слушнавме сите, почнуваат малце посуптилно. Значи ми се тераат закупци да го напуштат просторот. Гасат, да речеме, струја на објекти, каде што се плаќа струјата. Пуштаат некои решенија за наплата на некој данок од погрешни места, за погрешни локали, кои што се баснословни суми. И во моментот ја нарушуваат нормалната работа на фирмата. Често, значи, било каква блокада да има за УЈП за нешто, јас сум првиот кој што е фирма блокирана, изгасена струја, уценети закупци и така натаму. Си имал обид да разговараш со Сашо Мјалков? Со Сашо Мјалков ние до 2004 година до расколот скоро на дневна основа се гледавме во Тренд кафе. Не сум знаела. Па добро, јас работев у Царина, се знаев со Владко, остваривме нели контакти, сепак бевме пријатели едно време, кој што им беше чудно на луѓето после зашто јас уопште влегувам у судир со фамилијата. Имаше средба? Средба имавме тек 2011 година, кога требаше веќе да ја префрлам фирмата. Ама претходно... А како се согласи веќе да ја префрлаш? Нели не можевте да најдете заеднички јазик? Па не можевме да најдеме заеднички јазик. Дел од работите што ми беа понудени беа чист криминал. Например, да се продадат објектите, да се извадат парите и фирмата да се носи во стечај. Тоа е, значи, ја колку што ми е познато, еден лик, мислам, тоа е несреќен веќе случај, каде што вадел куфирчиња па се самоуби под неразјаснети околности. Од кого ти дојда најсериозните закани? Па најсериозните закани, верувале или не, дојдоа од Кирил Божиновски, секретарот во тоа време на влада и секретарот на партија. Значи тука, пазете, ние во бомбите ги слушаме Мартин Протуѓер и Мартин Протуѓер беше секретар на влада, на партија. Значи немало толку брутални закани. Заканите одеа во насока дека или више 2011 година, кога они веќе пресметале дека може ми е тоа последниот мандат, а подоцна слушаме и од разговорите на Јонкуловска, кој знае каде ќе бидеме за 4 години, одлучуваа дека тогаш треба најбруталниот притисок да го направат. Заканата одеше вака, дека или ќе ја префрлиш фирмата на човек што ќе ти го посочиме, или ќе ги искористиме сите механизми на власта против тебе и против твојата фамилија. Тоа е клучно веќе и ти да се повлечеш. Па веќе јас не можев, бев изморен 6 години од нивните пакости, како да ги објаснам. Скоро два пати месечно бев на суд. Да, јас морам да признам, ја и напиша во една од сториите дека навистина параноично делуваше во одредени моменти, но кога ги слушавме бомбите, многу работи што ги зборуваше, веќе ми делува многу реално. Многу луѓе ми дадоа забелешки на тоа дека личи ова на холивудски филм, ова што го објаснуваш, што го кажуваш. Тешко е, и со тебе дојдовме до првиот момент на објаснување, на сублимирање на работите. Но Бежовски да се сватат сите тие, но тоа се гениални умови за да ги правиш финансиски решенија. Тоа се гениални превари, така да тие после напредуваа, нели, од бомбите како што ги слушаме. Стварно ми беше дојдено преку глава. Значи немав нормален живот, не можев нормално да се движам. Проблеми си, каде реално притисок ви се случува во фамилија, дека ти што е со тебе, ете колку луѓе соработуваат со нив, зашто не се приклучиш. Јас викам, не можам луѓе да се приклучам во групација која што секој втор збор е криминал. И подоцна слушнавте дека и слушнавме во бомбиве дека на дневна основа се смислуваат милиарда криминали. Мојата етички и морален интегритет не го дозволува тоа. И како се изведува таа операција, ти одредуваат конкретен човек? Вака сега ми кажуваа дека треба да потпишам договор со адвокатската куќа Чукич и Марков, за да бидат работите под контрола. Значи тоа иде преку Чукич и Марков, кој и првично ти ја нуди, ама ти го избра во првиот момент. Па не, ама ја бев насочен со кој адвокат да соработам. Кој ти насочува со кој адвокат? Првиот пат? Па видете вака, ние имавме тогаш средба скоро со целиот партиски врв, имав на дневна основа. Сега горе-доле тоа се муабети кои што ги слушав. Еве, например, за Трифун Костовски, која се кандидира за градоначалник, тоа беше идеја на Љупчо Георгиевски, он му го смести, имаше тој добар рейтинг, рече сега ќе го поддржиме Трифун. И сега точно не можам да се сетам, ама се тоа дневни муабети кај што
Добро. Кај што... Значи одиш преку Чукич и Марков по сугестија на партијата не на партијата, на некои олеснителни кои што подосна се ги препознав, не ги препознав, него беа реформатори кои што беа ревностни. Не беа и реформаторите биле дел од ВМРО ДПМН. Па добро, ама ревносно работеа за фамилијата, слуги на фамилијата со мислам значи, неверојатно тие... посветено. И сега ние дојдовме до еден момент каде што нели јас сум омекнат, дека сум спремен да дадам партија, да дадам фирмата, ама тоа веќе имотот. И да го предадам имотот за да продолжам нормално со животот. Сега доаѓаме во тој момент кога ја веќе и на суд, каде што судиката ме буквално моли да јас да се договорам со партијава за да прекинат работите. И доаѓаме до момент кога јас во УБК се сретнав со Мијалков, он комплетно беше одсутен на средбата, ја бев веќе обработен. Отидовме да се видиме, тоа за да биде една потврда дека е таа личноста што ќе ми биде посочена да префрлам, демек да немам гајле, дека тоа ќе биде за партијата, а јас од тогаш се сомневав дека тоа нема врска со партијата, дека тоа се работи за лични интереси, што се покажува подоцна. И стискаше на дугмиња, влегуваше еден човек, излегуваше еден човек, значи сакаше да ми покаже моќ, како што покажуваше на сите. И немаме никаков конкретен мор. Доаѓа дата у февруар, не се сеќам точно, ми пуштаат на мејл од Чукич и Марков договор за преземање на удел, го гледам, го читам, фирмата е од Делавер, представник на капиталот Тодор Мирчевски, не го познам до тогаш, прв пат го видов. Ексико? Да, Тодор Мирчевски од Ексико, но тука се јавува како представник на офшор компанијата. Во американската офшор држава. Делавер, да. Добро. Да. Сега доаѓа таму. Ти не се буниш, си потпишуваш, ама, што ти рекол? Немам што да правам, више. Крена раце. Крена раце, не можете да се борите против систем. Значи, тука не сум се борел јас само против Сашо Мијалков и ВМРО ДПМН, сум се борел и против УБК. Значи, УБК, што би рекол председателот Иванов, генератор на сите наши проблеми, но и инкубатор на бизнисмени, како нели што се покаже. Некој 11... Но кога го кажа Иванов? Тоа го кажа кога се смени власта. Ема тоа беше наменски кажано за да испорачаат и реализираат тајниве служби определени нели идеи во корелација, ја што би рекол некоја замаглена комуникација, водно Будимпешта Мериот. Како водно е кабинетот на Иванов. Да. Будимпешта е Груевски, Мериот е Мијалков. Тие владеат со ВМРО ДПМН? Па, владеат со ВМРО ДПМН, сега не можам точно да кажам. Мицковски покажа одлучност во пресметката со Мијалков. Му остана задачата уште да се расчисти со крилото на Груевски, односно дегруевизација, како што кажа некои аналитичари. Мислам дека и Жоро тоа го кажа. Да, но Бежовски кога Христијан Мицковски и луѓето околу него ги осудиле сите овие работи што Груевски ги правил, не биле они отсатни во тоа време. Па не, вака сега видете, јас се видов со Христијан. А сите овие работи, да речам, што си ги доживувал, некои медиуми ги нели пишувале. Да, имаше пренесено на телевизија. Зар не е коректно некој да ги осуди тие политики? Тоа не сме го чуле. чуле. Па очекуваме тоа. Јас се сретнав со Христијан Мицковски. Кога? Па вака работата одеше дека ме повика од СЈО да дадам изјава врска со истрагата која што е опфатена фирмата Sonic Estate пред Нова година. Значи сега доаѓаме до СЈО како се вклучува. Доаѓа до СЈО, значи правејќи анализа на фирмата во моментот кога ги уапсила луѓето, нашла документи за овластување за продажба на објектите и нели извадиле историјати кои што носат према мене како еден од основачите. Дека во еден период си бил така. Сум бил основач. Ме бара да побарам изјава, дали ќе поднесам некое оштетно побарување кој што им кажав дека нема да го поднесам затоа што реален собственик на објектите е ВМРО ДПМН. И после таа изјава во СЈО осеќав за сходно да го побарам Мицковски да го информирам за ова дека може да поднесе оштетно побарување затоа што јас како основач во еден период давам изјава дека реалниот собственик на објектите е партијата. А во меѓувреме претходно Мицковски господјата Јанева имаат средба, нели? Сега јас тоа не знам што како е договарано така мислам си кажа обвинителката.
Јас го известив, таму видов пошто јас во ВМРО ДПМН не сум се појавил 2004. Во новава зграда? Не, во 2004 година јас во ВМРО ДПМН не сум се појавил. 2007 ги прекинав односите со ВМРО НП, со Георгиевски. И прв пат се појавив после буквално 14-15 години таму. Препознав и околу Мицковски се уште луѓе кои што биле блиски до Мијалков, за Груевски нели не разговараме. Тешка е задачата која што ја има. Преголем е товарот кој што му е пренесен. Да видиме што ќе прави понатаму. И се случува Врховниот суд оваа недела да зададе удар врз специјалното јавно обвинителство. Не, тоа е удар врз правната држава, сега реално вака како Која е улогата на Вангеловски? Па сега... Иако било големо мнозинството. Па која е улогата на Вангеловски? Ја мислам, еве сега разговаравме која е улогата на Вангеловски. Да го заштити. Да заштити фамилијата и себе си да се заштити, затоа што верувам и обвинителката Јанева кажа дека има премногу материјали за него. И може да се најдат и на други места, има основани сомненија. Има разни муабети кои што сме ги слушале за него. Така да не мора СЈО да постапи тука. Еве го другото јавно обвинителство. Сега видовме некои апсења на министри денеска. Има некоја најава од министерот за внатрешни работи и за луѓе од МВР кои што имале милиони. Нели тоа бизнис инкубаторот што го спомнавме УБК. Значи, таму имате збир на луѓе кои што имаат неовластени моќи, ама немаат ограничување, они не одговараат на никој. Имаат полициски овластувања, можат да апсат луѓе, креираат политики, креираат бизниси, генерираат бизнисмени. Некој после 11 години режим дава изјава на телевизија дека е бизнисмен. Каде го има тоа? Во Латинска Америка? Ова мислиш на Сашо Мијалков? На Сашо Мијалков. Некој 11 години спроведува режим и сакате ми кажете дека со платата... Ја раководи тајната полиција? Ја раководи државата. И сега сакате да ми кажете дека со таа плата направил империја? И империја, нели, тоа што слушнавме дека води до кипари, така. Но сега и талири империја висат. Па ја не мислам дека висат. Според моето правно толкување, имаме јавно обвинителство. Тие дела не се застарени. И бомбите да не се користат како докази, има еден куп кривични дела, каде што има основано сомнение дека се извршени од овие функционери. Ако се вратиме назад во историјата, ќе видиме дека Ал Капоне не лежал за убиствата кои што ги организирал, значи лежал за прикривање на данок. Така да работата која што еве, да речеме, ја најавија и директорката на управа за приходи, министерот за внатрешни работи, Мила Царовска, еве што спомна. Сето тоа треба да биде предмет на истрага на јавното обвинителство, јавно допрен глас ако нема конкретна пријава. Во одреден период нели си бил близок и до Мијалков, ви сте биле пријатели, си бил во партијата толку време. Како ќе ми го објасниш феноменот на Ѓорги Иванов, кој не беше во ВМРО ДПМН во тоа? Па не, да е толку верен на фамилијата? Па не, јас се зачудив затоа што јас студирав нели на правен факултет, знаев кој е Ѓорги Иванов. Од прилика ги следев работата на Фридрих Хейберт, веројатно беше таа левата опција. И јас, како член на ВМРО ДПМН на првата политичка академија, се зачудив кога дојде он за предавач на Конрад Аденауер. Тогаш, во таа 2003-2004 веројатно, тогаш ги воспоставуваат контактите, веројатно преку Владко Мијалков, кој што е еден линк тука на неколку личности кои што се Владко Ѓорчев се извинам, кои што се прешалтуваат од СДС како Ивица Боцевски, па и Кирил Божиновски, тогаш го гледам во таа клапа и од таа политичка академија горе доле сите станаа функционери, нели подоцна кој како помина. Е дел од историја веќе. И сега ВМРО е десничарска или? Значи, ја не се занимавам со политика од 2013 година. Добро, зборуваме за сите овие процеси. Македонска банка до каде е? Па видете, Македонска банка е во процес на ликвидација. Процесот на ликвидација трае. Така да еве обвинителката Вилма Русковска, која што не сакаше да ме ислуша во 2007 година,
може да се обрати слободно кај ликвидаторот, да ги провери документите од Народна банка и да се спроведе истрага. Не мора мене воопшто да ме викне. Затоа што клучот на сите овие работи, мислам дека добар дел од нив лежат во Македонска банка. И не случајно, значи, еден гувернер да се одлучи на таков чекор во услови кога е под енормен притисок на актуелната власт. Но сега да те подсетам дека имаше тужба за клевета што ја поднесе Груевски против Зоран Заев, а тоа беше кога се извади оној телефонски разговор Ден Дончев со Груевски, врзано со Македонска банка. Добра. На суд дојде да сведочи Газданини. Си заборавил или? Па нешто се сеќавам како низ магла, имаше многу процеси, нели? Веројатно го изгубил Заев, ама сега може да го добие. Нема, тоа беше за клевета. Па добро, сега може да го добие за клевета, за подкуп, за што сака. Веруваш ли дека ќе се воспостави правна држава? Видовме амнестии. Еве се ова што се случува, довербата во странични правната удари држава е доведена на нула. Јас за ова ќе ги опоменам и нашите НАТО пријатели, сојузници. Значи, со давањето на концесии према ликови кои што учествуваа во донесувањето на преспа, кое што нели е друга причина како е донесено, што е донесено, треба да се запрашаат зошто ја урнисаа правната држава. Значи, не може некој маргинален последен директор на УБК, кој што веројатно немал никаква контрола на процесот со 27 да биде во притвор, а мастермајндовите да бидат слободни. Да, но еве сега Русковска најавува дека се доаѓа и ќе се дојде полека и до организатори. Значи, само со работа може да се врати вербата во правната држава. Правната држава во моментов е на најдолни гранки, што може да патос доле. И самите јавноста виде што се случи после одлуката на Врховниот суд и со Јовевски, и со Јанева и нивните фацијални експресии после таа одлука. Така. Нашиот последен разговор за Фокус беше пред приближно во 2016 година, кога ја најавив крајот на политичката кариера на Груевски. Да. Кога уште не им беше јасно тоа во партија. Груевски беше, нели, со оставка, не беше премиер. Беше уште со идеја да биде премиер. Да, насловот што го ставив тогаш беше дека, мислам, твоја изјава што искористив за насловот, дека во ВМРО знаат дека Груевски нема да се врати на власт, но нема јунак да му соопшти. Па и знаеа и не знаеа, јас ете им соопштив. После тоа се појавија некои реформатори кои што беа поврзани со фамилијата, нели како што се покажува покасно. Не знам што да ви кажам. Тоа е партија која што треба сериозно да се реформира. Ете, гледаме дека е под истрага, каде ќе води истрагата ќе видиме. Затоа што падот на СЈО уствари убаво анализираа сите дека е пад на правната држава, дека криминалците после тоа ќе дигнат глава. Сето тоа финално најмногу ќе се искрши од главата на премиерот, затоа што давањето концесии према криминалци може само да води у лоша насока. Друга работа, психолошкиот профил на учесниците во бомбите е многу страшен. Тоа се луѓе кои што не се откажуваат, располагаат со многу финанси и контакти во подземје. Кој е најстрашен од нив според тебе и според она што го Па сега, знаете, сега не треба јас да ви кажувам, вие слушате од кого се плашеле да му го спомнат името, така натаму и така наваму. Та дури и сите се чудеа на храброста на Христијан Мицковски кога го исклучи Мијалков. Значи имаше муабети дека има 300 луѓе околу партијата, дека ќе му прават преврат. Јас да и сега му праќаат пораки преку разни месенџери, дека ќе му прават преврат тогаш, сега, после, така натаму. Сега зависи кои ги третирате за луѓе на Мијалков. Па многу има. Не ви е страв повеќе, нема толку моќ, кога последново што го кажа. Имаат моќ, веројатно добар дел од работите што јас ги пренесов на мои плеќи беше ради присебноста на точно на поземјето што беа околу нив и моите лични познанства. Значи немав проблем ни со еден од тоа подземје што беше околу него, затоа што познаваа кои сум
и какви контакти имам во партијата. Во Дали прво американскиот пасош ти беше исто така своевидна гаранција? Дефинитивно. Американската амбасада преку своето конзуларно оделение ми помогна, затоа што да не беше таа помош, можеше да заврши многу полошо со разни местенки кои што после ми ги најавуваа некои картови, да ги речам, во УБК, кои што Мијалков не ги дозна, кои што неколку пати ми го имаа, да речеме, спасено животот со некоја информација битна, каде не отидам, што да не направам. Значи, едноставно монструозен ум кој што... Бежовски, во тоа едно интервју за Фокус, мислам 2009 ли, ти упати критика на Филип Рикер, тогашниот амбасадор, дека погрешно веројатно го информира Вашингтон, но потоа од бомбите преку Викиликс излега одредени депеши кои тој ги праќа каде што Финол ги лоцира работите. Страф и трепет, судството злоупотреба. Гледате вие, тоа е окей, ама они од друга страна дозволуваат судството да биде председател на Врховен суд човек што има надимак дубара или превар. Секојдневни контакти остварува со Сашо Мијалков. Мене за секојдневните контакти ми кажа агенти од УБК. Како беше поентата да ме заплашат, но јас информирав некои кругови кои што тоа го пласираа во медиумите, кои што не му беше баш сеедно на амбасадорот Рикер пишувал депеши во Вашингтон, ама од друга страна бил добар другар со Сашо Мијалков. Таа теза, ако се сеќавате во политиката стабилност пред демократија, тоа уствари го направи тоа што го направи режимот. Така. Тогаш нели беше во очекување некои превирања на Блискиот Исток што се случија нели покасно бегалска. Добро, и тие кога преговараа со грците ветуваа дека ќе се договорат, па потоа го менуваа филмот. Па сега они често менуваа, зборот е збор, Ван Хојте што излезе да кажува, не е случајно го кажа тоа, затоа што јас често кога ги информирав во амбасадата им кажував дека едно се договараме на маса, друго се прави од кој ќе го напуштам дали кабинетот на Груевски или друг. Александар Бежовски, ти благодарам што беше гостин во отвореното студио на 1 ТВ. Се надевам дека некој наш следен разговор ќе биде со повесели тонови и по оптимистички прогнози. Да, јас се надевам дека ќе почне да функционира правната држава. Така. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и се гледаме ние следниот петок. Останете со 1 ТВ.